Почитувани, добро вечер. Започнува емисијата Здравјето е се на Канал 8. Само еден податок дека во Македонија има околу 185.000 лица со диабет. Од година во година расте бројката на лица со шеќерна болест. Во Кочани имаме околу 2000 диабетичари, од кои половина се на инсулин. А како што кажав, од година во година расте бројката, па по стотина нови лица со шеќерна болест се откриваат во Кочани, од кои половина се на инсулин. 14 ноември е светски ден за борба против диабетесот, а Сдруженијето за борба против диабетесот од Кочани соработува со лекарите од Универзитетска клиника за диабетес, ендокринологија и метаболни заболувања од Скопје. Па можам да кажам дека наш вечерашен гостин во емисијата Здравјето е се на Канал 8 е доктор Катерина Адамова, ендокринолог од Универзитетска клиника за диабетес, ендокринологија и метаболни заболувања од Скопје. Добро вечер, добре ни дојдовте за прв пат во емисијата на Канал 8. Добро вечер, ви благодарам за поканата, навистина ми е драго што ќе бидам вечерва ваш гостин. Токму во ноември разговараме за диабетесот, кажав дека 14 ноември е светски ден за борба против шеќерната болест, па еве да објасниме на гледачите, ако оние кои има диабетес веќе им е познато. Имаме три типа на диабетес, тип 1, тип 2 и гестацијски, па ајде да ги објасниме и која е разликата помеѓу овие три типи. Значи начелно постојат три типа на диабетес, како што рековте, тип 1, тип 2 и гестацијски диабетес. Тип 1 се јавува кај младата популација, кај која што постои апсолутен дефицит на инсулинска секреција од панкреасот. Кај нив терапијата се состои веднаш во инсулинска терапија, значи апликација на инсулин со инсулински пенкала. Вториот тип на диабетес е диабетес мелитус тип 2, кој што се јавува кај многу почесто во однос на тип 1, се јавува најчесто кај повозрасна популација и кај таа популација значи постои инсулинска секреција, значи има инсулин, меѓутоа не се лачи доволно во доволна количина и не тогаш кога е потребно. Најчесто се работи значи за повозрасна популација, за разлика од тип 1, кој што се среќава кај помладата популација, и терапијата кај повозрасната популација најчесто започнува со диета, со таблетарна терапија и доколку не се постигне добра регулација со инсулин. Додека гестацијскиот диабетес мелитус представува шеќерна болест која што се јавува за прв пат во бременоста кај жените. Значи, овие жени претходно немале диабетес, прв пат се појавува во бременоста. Овие пациентки во текот на бременоста, значи треба да бидат следени. Некои можат да во текот на бременоста да бидат само на диета, а некои мора да бидат поставени на инсулинска терапија. По завршетокот на бременоста најчесто диабетесот се повлекува и нема потреба од терапија. Меѓутоа, многу битно е да се каже дека кај овие пациентки понатаму во животот постои зголемен ризик за појава на диабетес мелитус тип 2, доколку не внимаваат на нивната телесна тежина, исхрана, едноставно начин на живот. Ајде да ги објасниме ризик факторите кои доведуваат до појава на диабетес. За жал, ризик факторите за диабетес се модерниот начин на живот. Тоа вклучува седентарен начин на живот, значи многу мала физичка активност, лоша исхрана богата со јаглени хидрати, газирани пијалоци и секако стресот. Морам да потенцирам овде дека, како што претходно објаснивме, тип 1 се јавува кај млада популација, тип 2 кај постара. За жал, многу често, заради ова состојба на седентарен начин на живот, заради зголемена телесна тежина, тип 2 се појавува веќе и кај многу младата популација. Значи, се појавува дури на 10 годишна возраст, 12-13 чеки тинејџери, за жал. Така да, како што кажав, ризик фактор е дебелината, значи зголемена телесна тежина, слаба активност, лоша исхрана. Да го исклучиме тука, стресот. Така. Кај младите не е стресот, туку лошата исхрана и слабата физичка активност. Можам да кажам дека представува една пандемија диабетес тип 2,
посебно во Македонија кај младата популација. Значи се повеќе имаме тинејџери кои што се со поголема телесна тежина. Так, значи се намалува таа старосна граница за појава на шеќерната болест. Така. Доктор Адамова, ајде да позборуваме околу симптомите. Кажавме нели дека е ти во Кубец дека оди и асимптоматско, мислам, ова заболување, но еве имаме ли карактеристични симптоми кои можеме да ги потенцираме за да може навреме да се открие дијабетесот? Класични симптоми на дијабетес мелитус се зголемена жет, намалување на телесна тежина, може да биде многу драстична, зависи во која фаза ќе биде дијагностициран пациентот, потоа зачестено мокрење, зголемен апетит, овие пациенти пијат многу вода, многу мократ, се чувствуваат поспани, заморени цело време, имаат многу често се нагаѓаат зацрвенети очи, едноставно лошо се чувствуваат. Колку таа општа здравствена лоша состојба може да го одведе пациентот на лекар? Може би ги занемаруваат таквите симптоми, така, да, многу често подолг период пациентите ги занемаруваат овие тегоби кои што може да бидат подискретни, така да доаѓаат, може да дојдат, значи кога веќе ги имаат развиени овие симптоми и кога веќе дијабетесот е доста развиен. Идејата на нас како ендокринолози, значи, и посебно на матичните лекари со кои што соработуваме, е да ги дијагностицираме оние пациенти кои што имаат така наречен скриен шеќер. Значи, идејата е да ги дијагностицираме тие пациенти пред да го развијат класичниот дијабетес мелитус тип 2, најчесто тип 2. Тоа значи во тој случај тие пациенти немаат симптоми, што е многу битно да потенцирам, значи дека треба пациентите да се контролираат редовно кај своите матични лекари. Без разлика дали имаат симптоми, дали имаат болест или не. Така. Тоа што гликемијата, односно крвниот шеќер на гладно е уредна, не значи дека пациентот нема дијабетес или дека нема скриен дијабет, односно предијабетес. Посебно дали треба да внимаваат, него споменавме наследниот фактор. Каква улога има наследниот фактор во дијабетес? Најчесто поголема улога има во дијабетес мелитус тип 2. Значи, многу често пациентите кои што имаат роднини од прво колено, татко, мајка, браќа, сестри, имаат зголемен ризик за развој за дијабетес. Исто така, пациентките кои што во текот на бременоста имале гестацијски дијабетес, имаат поголем ризик да развијат, како што и нивното дете во текот на животот има поголем ризик да развие дијабетес. Не велам дека ќе развијат секогаш дијабетес, меѓутоа ризикот е малку зголемен. Симптомите кои ќе се појават веќе пациентот ќе се јави на лекар, но еве како се дијагностицира самата болест? Значи, кога ќе дојде пациентот со сите овие развиени симптоми, веќе е јасна дијагнозата, како што рековме, пожелно е да ги дијагностицираме претходно. Затоа, златен стандард за дијагностика на дијабетес мелитус е орален глукоза толеранс тест. Како се прави овој тест? Значи, дури морам да потенцирам, дури иако гликемијата, односно шеќерот во крвта, на гладно е во нормални вредности. Значи, тоа не значи, повторно ќе кажам, дека пациентот нема шеќерна болест. Како се прави тој тест? Значи, се прави со 3 дена оптеретување на пациентот со малку повеќе јаглени хидрати. До сега ниту еден пациент ми се нема пожалено за овој тест, дека го спремам. Значи, треба да јаде 3 дена, се што сака, плюс 100 грама оптеретување, значи 100 грама јаглени хидрати оптеретување. Четвртиот ден, на гладно наутро, се зима крв, се мери гликемијата, се дава гликоза, 75 грамска гликоза, растворена во вода, и после 2 часа повторно се зима крв за гликемија. Овие две вредности се основни за дијагностика на дијабетес мелитус тип. Значи, истиот тест се прави, значи, и кај жените во бременост. Значи, се прави помеѓу 24-та и 29-та гестацијска недела, за да се дијагностицира дали тие пациентки имаат гестацијски дијабетес.
Кажете ви дека доаѓаат се повеќе млади луѓе, значи за жал се зголемува бројката на млади луѓе, но колку често кај децата дијабетесот? Да го објасниме детскиот дијабет. Значи, збориме за дијабетес мелитус тип 2 кај децата, станува се почест и почест, доаѓаат се повеќе значи деца, тинејџери, односно децата повеќе одат на клиника на педиатрија, каде што ги водат значи нашите колеги. Додека кај нас доаѓаат тинејџери значи над 14 годишна возраст, многу често се среќаваме значи со обезни тинејџери, значи со телесна тежина над 90 килограми, кои што даваат карактеристични симптоми, се жалат на карактеристични симптоми исто како и повозрастните пациенти, значи нема разлика. Се жалат на поспаност, на замор, се жалат на зголемена жет, се жалат на немаат енергија за секојдневни активности и едноставно гледате дека кај овој пациент можело да се превенира нешто многу одамна. За жал, ова се тинејџери кои што најчесто проблемот е што се врзани за компјутер. Значи, компјутерот донесува со себе грицки, посебно газираните пијалоци, значи Кока-кола, Фанта и слично, имаат многу јаглени хидрати, многу шеќери, потоа нездравата исхрана, значи брза храна, и во комбинација со повеќе часовно седење пред компјутер доведува до зголемување на телесната тежина. И затоа најчесто ке овие пациенти ги советуваме, значи во комбинација да се намалат, не можеме да кажеме да ги исклучат газираните пијалоци, туку да намалат и во секој случај, значи без разлика дали се работи за млад и за возрасен, мора да се зголеми физичката активност, значи да се намали телесната тежина. Имаме ли се поддебели деца во последно време? Да, бројот на дебелите деца се повеќе се зголемува. Значи гојазноста е број 1, како што споменавте, да. Тоа е број 1 ризик фактор, значи за дијабетес кај младата популација. Доктор Адамова, како се третира, односно како се лекува, како е лекувањето на шеќерната болест? Значи, лекувањето на шеќерната болест зависи од типот на дијабетес. Доколку се работи за пациент со дијабетес мелитус тип 1, кај кој што постои апсолутен дефицит на инсулин, во тој случај пациентот веднаш се поставува на инсулинска терапија. Се почесто има вакви пациенти, така? Да, за жал се повеќе се зголемува бројот и на тип 1. Тие се во далеку помала бројка во однос на тип 2, меѓутоа сепак се работи за една млада популација, така да би сакале, се надеваме дека бројката ќе се барем стабилизира, да нема толку да расте. Една карактеристична информација е дека бројот на новодиагностицирани пациенти со тип 1 многу повеќе се зголемува во периодот на месец мај од прилика, значи пролет, и некаде септември, октомври, есен. Од што зависи тоа? Па постојат дискусии дека најверојатно во тој период постои повеќе вирусна изложеност на оваа популација, која што доведува, меѓутоа тоа се сега само истражување во таа насока, претпоставки, значи не можеме да кажеме. Меѓутоа е интересен факт кој што го имам забележано јас и моите колеги на клиника за ендокринологија. Значи кај овие пациенти веднаш се почнува со инсулинска терапија. Инсулинската терапија кај овие пациенти е доживотна и незаменлива. Кај овие пациенти се поставуваат на терапија со инсулини од најновата генерација. Најчесто се состои од 4 апликации на инсулин во текот на денот. Тоа е за дијабетес мелитус тип 1. Во однос на дијабетес мелитус тип 2, од кој што заболува поголем дел од нашата повозрастна популација и некои од децата, рековме, кај нив најчесто се започнува со совет за диета и зголемена физичка активност. Значи, овие пациенти се советува да ја намалат својата телесна тежина. Во случај доколку тоа не се спроведе и доколку гликемиите не се намалуваат, во тој случај се почнува со таблетарна терапија. Значи, најчесто се почнува, бидејќи се работи за пообезни пациенти, се дава метформин. Значи, метформинот е лек број 1 во избор за терапија кај овие пациенти и кај децата.
Доколку не се постигне добра гликорегулација, во тој случај се вклучува инсулинска терапија за да се постигне добра гликорегулација. Доколку се работи за пациентка гравидна, значи бремена, која што има гестацијски диабетес, таа доколку има потреба, значи зависно од гликемиите кои што ги мери пациентката во домашни услови или во тек на хоспитализација кај нас без разлика, тие пациентки се поставуваат исто така на инсулинска терапија, исто така на инсулин од новата генерација, исто како и младите пациенти од тип 1. Во однос на терапијата, значи во однос на инсулинската терапија, да кажеме дека постојат прво два типа на инсулини, значи хумани инсулини кои што се од постарата генерација на инсулини и инсулински аналози кои што се од поновата генерација на инсулини кои што имаат поголем бенефит, помалку несакани ефекти во однос на првата група. Во однос на дејството на инсулинот, значи постојат инсулини со кратко дејство, средно дејство, долго дејство и ултрадолго дејство. Значи, кај пациентите се користат во однос на тип 1, значи се користат инсулини со кратко дејство пред секој оброк, за да се намали дејството, за да се намали нивото на гликемијата после оброкот. Значи, 3 пати на ден со брз, така наречен кристален инсулин, кристален затоа што самиот инсулин во инсулинското пенкало е бистар, продзирен, и навечер се додава еден базален инсулин кој што има долго дејство. И сега, постојат значи и мешавини, премиксни мешавини, кои што во себе се содржат значи одреден процент на брз кристален инсулин и одреден процент на базален инсулин. Овие инсулини, односно инсулински пенкала, на изглед треба, значи пред да се аплицира инсулинот, треба да се малце протресе инсулинското пенкало и овие се така наречени матни инсулини. Во однос на новата терапија, значи која што секаде во свет се препишува, почнува и кај нас полека, значи се состои во однос на GLP аналози, кој што е една нова генерација, значи на лекови, кои што така има добри карактеристики. И секако да не заборавиме да споменеме во однос на инсулинските пумпи. Инсулинските пумпи користат брз кристален инсулин и кај нас во Македонија се користат значи кај децата до 14 годишна возраст. Тоа е едно мало да кажеме апаратче да го наречеме, кое што пациентот го носи 24 часа со себе. Так, тоа е за тие три диабетеса кои имаме различни типови и околу терапијата. Но имаме и големи компликации доколку не е третиран диабетесот, па и доколку е третиран. Кои се компликациите на кои и треба да се внимава и треба да се обрне внимание? Да, за жал диабетесот го нарекуваме тивок убиец. Секогаш велиме диабетесот не боли. Меѓутоа болат компликациите кои што се развиваат доколку пациентот не се третира соодветно. Значи компликациите од во однос на нетретиран диабетес се на малите и големите крвни садови кај пациентот. Што значи овие пациенти, значи имаме микроваскуларни, значи на малите крвни садови и на големите макроваскуларни компликации. Во однос на малите крвни садови, значи се појавуваат промени на ретината, значи на окото, на малите крвни садови на окото, кои што доколку не се третира, може да доведе се разбира до нарушување на видот и до слепило. Затоа овие пациенти треба периодично да го контролираат очното дно. Тоа значи проширување на зеницата и преглед на малите крвни садови на дното на окото, за да се превенира. Доколку се воспостави дека се работи значи за веќе промени од посериозен степен на крвното дно, на дното на окото, во тој случај тие пациенти се праќаат на лазер фотокоагулација за да се спречат развивање на други крвни садови кои што се со слаб квалитет и кои што доведуваат до крварење и до губиток на видот. Тоа е во однос на окото. Потоа во однос на бубрезите.
Значи, исто така, тука постојат нормални крвни садови кои што многу често се засегнати. Колку повеќе гликемијата е повисока и колку тој период е подолг со таа висока гликемија, толку постои поголем ризик за развој на така наречена диабетична нефропатија, што значи оштетување на функцијата на бубрезите. Затоа, кај овие пациенти треба периодично, исто како и за преглед на очното дно, треба да се прави проверка на урината за присуство на протеини во урината. Доколку се воспостави такво нешто, тогаш треба пациентот да се следи, значи гликемијата да се максимално да се регулира и да се упати на нефролог за понатамошно следење. Потоа се јавува кај овие пациенти и оштетување на малите крвни садови и нерви на долните екстремитети. Тоа го нарекуваме диабетична невропатија. Најчесто пациентите тоа го опишуваат како чувство на трпки мравки по нозете, кои што најмногу го чувствуваат во ноќните часови кога ќе легнат и кога ќе се смират. Тоа се јавува заради токсичното дејство на високата гликемија, значи врз самите нерви и крвни садови. И за жал, во однос на макроваскуларните компликации, за жал имаме значи голем дел од пациенти кои што доаѓаат кај нас со прележан миокарден инфаркт или со прележан мозочен удар и кои што ни кажуваат дека сега го диагностицирале диабетесот. Не. Најголем дел од нив имале диабетес, но не знаеле, кои што високи гликемиски вредности не биле на време диагностицирани и кои што делувале токсично на крвните садови, кои што допринеле за развој на настанување на инфаркт или на мозочен удар. Значи тоа се тие компликации кои што се... Во однос на високиот крвен притисок исто, вие споменавте и инфарктот, го споменавте и мозочниот удар. Може и последица и високиот крвен притисок. Во комбинација. Во комбинација се јавува така, бидејќи пациентите, знаете како, тоа е една кула од карти. Кога една карта кај ја поместите, почнува да се рушат многу рапидно. Например, пациентите кои што се со промени на крвните садови на бубрезите, значи тие пациенти веќе почнуваат да имаат проблеми со притисокот. Така да во комбинација со се притисокот доведува до други работи, така да споменавте и мозочни удари и веќе крајна компликација можеби ампутација на долните екстремитети. И една од најстрашните за жал компликации е настанокот на гангрена. Значи, најчесто овие пациенти имаат нарушено чувство за топло, ладно, за допир на стапалата. Така да многу често можат сами да се боцнат, да се исечат или на плажа, да се пресечат и тие рани, доколку не ги забележат, значи не ги боли, едноставно не ги боли, така да таа рана не се затвара, постепено прогредира. Рани што тешко зараснуваат. Така, рани што тешко зараснуваат и кои што едноставно пациентот ги забележува многу покасно, кога треба соодветна терапија, меѓутоа многу често касно доаѓаат кај нас, значи не забележуваат, доаѓаат кога стапалото веќе ќе промени бојата, значи кога ќе стане воспалено, црвено, отечено, кога веќе ќе се јави болка, така да доколку се зафати коската, во тој случај не може да се спаси веќе стапалото, така да ќе треба да се направи ампутација. Значи се зависно од кој степен некогаш се ампутира и подколеница и надколеница. Затоа е најважно да се открие шеќерот навреме за да може да се реагира. Но најважно од сето ова што зборувавме во емисијата е превенцијата. Еве, повеќе се задржиме на превенцијата, посебно за младите луѓе, па и за оние кои веќе имаат шеќер, како треба да се однесуваат? Значи, превенцијата е број 1. Прво, треба, како што споменавме, значи треба да се редовно се контролираат пациентите, значи гликемијата да се мери не само на гладно, туку да се мери и 2 часа после јадење. Без разлика дали се работи за пациент кој што веќе има дијагноза за диабетес или пациент кој што нема дијагноза за диабетес. Значи да се направи орален гликоза толеранс тест.
Понатаму, кога се работи за помлада популација која што е пообезна, значи со поголема телесна тежина, најчесто кај овие пациенти е зголемена инсулинемијата, значи нивото на инсулин во крвта, и тоа е таа една предфаза кога да кажеме можеме да превенираме, да спречиме да се развие во диабетес мелитус. Така да, повторно ќе кажам, значи треба да се промени начинот на живот. Тоа значи да се смени оној начин на исхрана, значи брза храна, хамбургери и слично. Понатаму да се Тоа важи за луѓето кои немаат. Апсолутно, така е, да. Значи да се намали внесот на прости шеќери, значи торти, чоколади, колачи и слично. Да се зголеми, да се намали значи внесот на газирани пијалоци. Газираните пијалоци ги забораваат луѓето, претежно му припишуваат шеќерот на оние благи работи, чоколади и торти што ги кажавте. Така. Го прекинуваат тоа, но не знаат дека имаш скрини шеќери токму во газираните пијалоци. Во газираните има ужасно голема количина на шеќери и она што е најбитно да потенцирам во сите оние сокови кои што се продаваат како природни сокови, на кои што пишува без шеќер. Тоа значи дека нема додаден бел шеќер. Меѓутоа, тоа не значи дека во тој сок нема шеќер, бидејќи шеќер има, како што, например, во млекото и во млечните производи има млечен шеќер, во овошјето има овошен шеќер. Да. Значи, и тоа е шеќер кој што сепак да се преферира овошните сокови, но оние домашно подготвени. Домашно подготвени, меѓутоа не во неограничени количини, нели, бидејќи сепак треба да се пресмета и таа количина на шеќери кој што се внесува. Во секој случај, подобро се домашните сокови него, нели, купичките. Така, околу физичката активност, споменавме, но и тоа е во превентивата. Да, треба секако да се зголеми, значи физичката активност, да се намали апсолутно времето пред компјутер. Значи без разлика ќе кажам, дали се работи за пациенти со диабетес или без диабетес, мора да се зголеми физичката активност. Наш совет е, доколку се може, нели, барем секој ден, ако не може секој ден, барем 3 пати до 4 пати неделно да се има една физичка активност. Во смисла на во зависност од здравствената состојба на пациентот. Значи, доколку се работи за повозрасен пациент со други коморбидитети, со притисок, со промени на очи, со промени на срце, така да не можеме него да го тераме, например, да пешачи многу. Меѓутоа, би можело барем една половина час брзо пешачење. А во однос на младата популација би можеле малку да се, значи, да променат во смисла фудбал, кошарка, значи оние спортови кои што доведуваат до брзо трошење на калории и апсолутно намалување на телесната тежина. Да се внимава на гојазност. Апсолутно, да. Претпоставувам дека споменавме се што се однесува на превенцијата, така? Да. Да, и контролирање на шеќерот. Доктор Адамова, јас ќе се заблагодарам за учеството во емисијата. Еве со ваквите емисии верувам дека помагаме на луѓето, на сите оние кои не гледат, за да се превенира. Кажавме дека бројката од година во година расте, а тука се издруженијата за борба против диабетесот со кои соработувате и кои може да помогнат при ваква состојба, односно да се одржуваат трибини, предавања, па и вакви емисии за да се подигне нивото на едукација кај луѓето за превенцијата од ваквата болест. Благодарам уште еднаш за учеството во емисијата. Благодараме на вас. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Здравето е сен на Канал 8. Наша вечерашна гостинка беше доктор Катарина Адамова од Универзитетската клиника за диабетес, ендокринологија и метаболни заболувања од Скопје. Почитувани, се гледаме следната среда во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.